Скоро една година како туристичките агенции низ државата мака мачат за да преживеат поради пандемијата од COVID-19. Оваа година изостанаа прошетките, летувањата, зимувањата и прославите на големи празници во некои од туристичките дестинации. Па затоа и голем дел од агенциите затворија и не работат следен од минување на пандемијата и пуштање на границите без ПСР тест. Во пресрет на 14 февруари, денот на влюбените и Свети Трифун, како и 8 март, денот на жената, денеска поразговаравме со представник од туристичката агенција Автоатом, од каде ни информираа дека засега нема понуди за патување во некои од атрактивните туристички места, како што беше минатата година. Единствена понуда засега е патување во Будва за 14 февруари. Моментално сега понудите кои што се нудат и од страна на нашите колеги и ние кои што имаме така една минимален избор на понуди е за Будва, за денот на влюбените, со ден одјавања и превоз, значи 55 евра од лице. Моментално само таа понуда на нас е актуелно што ја нудиме, а други понуди се уште не можеме да кажеме дали ги има заради самата ситуација со COVID-19 во државата и во нашите соседни држави. Знаеме нели само дека моментално во Србија може да се патува без ПСР тест, но сепак нели важи забраната за групирање, така да се уште не знаеме дали ќе ни биде дозволено да можеме да пуштаме понуди. Да се надеваме дека ќе може, а исто така и не спречува се уште капацитетот на патување. Значи се уште важи таа дозвола дека може само со 50% капацитет. Одовде се надеваат дека до 8 март, денот на жената, работите ќе се променат на подобро и агенциите ќе може да пуштат интересни понуди, но секако засега пречка е ограничениот број на посетители, како и забраната за групирање која се уште важи. Исто се надеваме дека во најава дека и 75% капацитет ќе биде за 8 март, така да штом има некој новитет, ние ќе објавиме некоја понуда. Да се надеваме дека ќе имаме поголем избор на понуди за 8 март. Единствена надеж гледаат во најавената помош од владата од петиот пакет мерки за помош на туристичките агенции, кој се очекува оваа недела да биде и официјално објавен.